Дури што не ке можеш да му се налутиш, го полудува човекот. Ќерко, болката од загубата трпеливо треба да се поднесе. Ние треба со трпение треба да живееме оваа болка. Затоа што, ќерко, земскиот живот не е вечен. И знаеме дека еден ден ќе отидеме кај нашите мили што ги изгубивме. Затоа смртта е само минлива разделба. Па тоа е разделба. И да е минлива. Разделбата е многу тешка, дури да знаеш дека некогаш ќе го сретнеш. Заборавај дека местото каде што сме го напуштиле за да дојдеме овде, повторно ќе му се вратиме. Еве, повелете, господи обвинителки. Татко, не е тој. Не е Полат. Кој е мртво со чедо мое? Не знаеме, се уште не е препознаено телото. Добре дојдовте, господине. Хусно, нека ми донесе чиста облека. Разбирам, господин. Брат, тоа ѓубре и за тебе те продаде, нели? Да, мемати. Цела ција не барам. Зошто тогаш не те предал на нив? Кога ќе ти падне и зад враце, ќе го прашаш, мемати. Брат, после ова не го оставам жив за да го прашам. Бате, што ќе правиме? И американците, и израелците не бркаат сега. Те спакуваа нас. Да не беа инџи господјата обвинителка. Сега во Гуантанамо ќе го учевме маршот. Лила ве спаси од американците? Му јавила на каве, брат. Токму кога не качуваа во авионот, дојде кара и се разбира си го направи шоуто. Брат, ти си знаел зашто го остави жив овој човек. Ги спобудале американците. Вака ми зборува за инает, бате. Па нели ја му се намерачив малку на кара. Каде е сега тој? Американците нема да го остават на рад. Го затвори во канцеларија. Хеј, ако ти рековме оди види, не ти рековме таму да го затвориш. Бате не беше мирен зашто тебе те немаше. Почна многу да се джитка и не ми остана ништо друго да направам. Отидов и до кај старците да преземам обврска додека тебе те нема. Што направи? Бате, ти беше зафатен. Некој требаше да ја превземе одговорноста во оваа ситуација. Не ми кажувај ти мене за одговорност. Дете ли е пред тебе? Така или вака, јас сум твој батко, постар сум. Како можеш така зад грб да ми правиш? Бате, ти тогаш немаше да ме слушаш воопшто. Ти си попаметен од нас, секако. Ладнокрвен си. Пред да го најдеш братот, му седнуваш на местото. Мемати. Не, брат. Мени не крај памет не ми е некоја државна позиција. Ама се си има свој ред, се си има време. Само 2 дена те немаше? Мемате Абдулхеј правилно постапил. Најдобро е да се одам додека не сум погрешил. Бате, мемати. Остави го. Кога ќе се смири ќе зборувате? Каде е Ерхан? Ранете, бате. Што? Бато? Соглесна, нека е Цвето. Бато, многу ми е мило што те гледам. Знам дека од секогаш си ме сакал многу. Ама би сакал јас да умрам, ти да живееш, да ги продолжиш нашите идеали. Па тоа значи, ми викаш дека јас сум го ризикувал животот за тебе, така ли е? Во право си, бато. Зачути го ма тоа дете, каде и дај ке дојде и за тага. Затоа што нема своји деца, туѓите ги мрази. Однеси го детето, доаѓа. Ајде, доаѓа.
Добре дојде, ага. Добро те најдов. Повелете, ага. Ага, новороденчето ви бакнува рака. Ага, извинете ми. Нема време да ги испитам жена ми и детето. Не плачи, душички. Дојде. Бате, госпоѓа обвинителка, црсто ја држи работава. Добре дојде, сине. Сине! Фала му на Бога што те врати кај мене, синко! Жено, остави малку и за нас. Ајде, доста. Што се случи, тато, добар си? Ништо не е, сино, ништо не е страшно. Ништо не е, сине, ништо. Сакаше мене да ме крени и си ја удри главата. Тато, да те прегледа некој доктор. Не, ништо страшно, сине. Добре дојде. Толку се исплашив дека нема повторно да те видам. Многу се исплашив, душа. Поради мене и тебе те разочарале. Нели ти си тука, ништо друго не е важно. Добре дојде. Со лесно да е. Ти благодарам за се што направи. Каде е Елиф? Горе е, сине. Не покажува, ама таа многу, најмногу беше тажна. Одам да ја видам. Керко, многу ме недостигаш. Јас ти недостигав ли? Јас сум ти многу лута. Што направи си? Го претепаа дедо ми. Баба ми ја претепа. Тебе те немаше. Инджи мене ме сокри. Инджи ја однесоа. Каде беше ти? Да беше татко ми, сите ќе ги степаше.
Бато се преправаше дека е мртов. Прекини, Туран, не збори. Бате, Кара ги врзал децата и избегал. Што дозна? Нема никаква трага. Ова работа и ција е вмешана, па сите се затвараат. Ама има една друга работа. Полат Алемдар се вратил. Добро. Побарај го, Джахид. Треба да се видам со Полат. Ќе го поберам. Инчи, те молам дојде малку. Секако. Ти како си ми, Джахид, момче? Одамна не сме се виделе. Фала му на Бога. Добро сум, татко. Аман. Внимавај на себе. Благодарам, татко. Инджи, тие овде ве нападна? Тебе те бара. Го удрија татко ми, нели? Не можев да ги спречам. Знам, си ја сокрила Елиф. Не грижи се, татко ми го направи потребното. Ова не е работа на татко Инджи. Ова е моја работа. Бате, те бара Кара. Сака подитно да се видите. Господине, што ќе правиме со Изет? Ќе го одржиме зборот што му го дадовме на Изет. Со наоѓањето на Полат Алемдар се покаже како некој кој треба да го почитуваме. Полат Алемдар ќе ја нападне. Полат е паметен човек. Додека ција не среди, нема да не нападне нас. Вие на луѓето на ција кажете им за сериозноста на ситуацијата. Вие треба да спречите Полат Алемдар да се сретне со ција. Луѓе, оставете ги игрите, гледајте ваму. Некој го познава ова момче овде? Не го познаваме. Не сме го виделе до сега. Каде ќе го познаваме? За кој зборувате вие? На почитуваниот саканиот. Наш татко. Внукот на нашиот Љаз Зија. Најголемиот кабадаија кога луѓето го виделе Сулеман Чакар. Овој му е син, Пуса Чакар. Дошол да го земе дедовиот и татковиот мирас. Боже. А јас пак на него му реков дека најголемиот мирас од дедо ти е честа. И сите ние сме по твоја команда.